40 километри русаби гуткана нак. Ова е Давид Кацарава, истакнат антируски демонстрант во Грузија кој беше на демонстрациите против законот за странски агенти на 14 мај. Тој вели дека за време на притворот бил жестоко тепан 5 пати и претрпел повреди за кои му е потребна операција. Подоцна бил ослободен без обвинение. За Гласот на Америка тој изјави дека протестите мора да продолжат и дека тој ќе им се приклучи. Сега имаме изменета реалност, мора да продолжиме да се бориме. Грузија се промени, го смени правецот кон Русија. Мора да се бориме до крај, бидејќи во спротивно, ако застанеме, ако се исплашиме, останеме дома, тоа ќе биде крај за слободна Грузија. Новиот закон бара секоја организација што добива повеќе од 20% финансирање од странство да се регистрира како странски агент. Критичарите го споредуваат овој закон со сличен руски закон. Фридон Инџија е меѓу грузиските пратеници кои го поддржаа овој закон. Ако државниот буџет треба да биде транспарентен, секое финансирање од странски извори треба да биде транспарентно на ист начин. Европската Унија предупредува дека законот е некомпатибилен со аспирациите на Грузија за членство во Европската Унија. САД воведоа санкции за некои грузиски пратеници. Законот сега е во сила, но неговите противници велат дека тоа е само првата битка. Имаме избори во октомври. Овие протести ќе продолжат до тогаш. Нашата цел ќе биде исто како и пред 30 години да постигнеме суштинска промена. И оваа фундаментална промена е да се отстрани власта која е застапник на непријателот на нашиот суверенитет, непријател на нашата слобода внатре во земјата. Демонстрантите велат дека нема да се откажат. Без разлика што законот е веќе во сила, продолжуваме да протестираме, затоа што сакаме Европа да го види нашиот пристап и да не поддржи. Постојат големи шанси и тие да се обидат да добијат лажни резултати на изборите и ние ќе мораме да бидеме подготвени за акција во случај тоа да се случи. Анкетите спроведени пред усвојувањето на законот за странски агенти покажуваат дека околу 80% од грузиците го поддржуваат членството во Европската Унија. Протестите кои на почетокот беа поттикнати од законот за странски агенти се претворија во антивладини демонстрации. Прашањето е дали ова ќе прерасне во сила доволно моќна да ја промени идната насока на Грузија, кога гласачите ќе излезат на гласање во октомври.